Христијан Мицкоски не тврди дека ќе има средба со Димитар Ковачевски на темата уставни измени, но планот потоа според него е следниот. Логично е дека повеќе нема ниту една причина оваа влада на ДУИ поддржана од СДСМ да остане ниту еден ден, да ги тормози граѓаните, да ги малтретира со нивната неспособност на отворена сцена, со криминалот и корупцијата и невладењето на право. И мислам дека логичен сплет на настаните после тоа е да се даде неповиклива оставка од страна на Димитар Ковачевски и пат на оваа влада и се она кој што следи потоа. На прашањето дали доколку на избори ВМРО победи би коалицирал со ДУИ, Мицковски со став. ВМРО ДПМН ќе направи се, ама буквално се во рамките на законите, уставот и демократските процеси, да ја поражи оваа коалиција на ДУИ и нивниот заложник СДСМ на следните и председателски и парламентарни избори, кога да се случат. Ќе направиме се што е во наша моќ во рамките, ќе повторам, на законите, уставот и демократските процеси и на тој начин овие две политички партии да бидат во опозиција. Мислам дека е редно време ДУИ после 20 години дел од власта да помине еден мандат во опозиција за да може внатрешно да се реструктурира, реформира